Не ми е драго што сме така у голем број, у масовен број, и на мене ми е драго што можеме оваа вечер да поразговараме за теми кои што не очекува у наредниот период. Знаете дека сега е една предкампања, еден период на представување на ова што го нудат политичките партии, за да од 4 март почне и реалната кампања, она реална кампања која што ќе заврши со изборите на 24 март. Ние сме тука и јас како актуелен градоначалник и кандидат за градоначалник за наредните 4 години, заедно со председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДФМН, заедно со подпредседателот, заедно со председателот на Советот, секретарот од Центарот за социјални работи, стручните служби општината, овде да поразговараме за темите кои што се актуелни, кои што не очекуваат и за она што треба да се направи во наредниот период. Ние како партија ВМРО-ДФМН имавме 2009 година овакви настапи за локалните избори, зборам за парламентарните, имавме активности за парламентарните, кога секаде се представивме со програма, која програма беше доставена од врата до врата на секоја фамилија, на секој семејство, и која програма беше предвидено што актуелната, односно власта локална ќе направи во општина Кочани. Наследивме една многу лоша состојба, една многу, како да се изразам, лоши моменти, наследивме една апатија, наследивме една армија од невработени луѓе. Една армија од млади наши луѓе, околу 10.000 луѓе кои што едноставно не знаеа што да прават. Наследивме многу наши сограѓани кои што се надвор од државата. Наследивме луѓе кои што се отпуштени од работа, од капацитетите кои што имаат во Кочани, дали е тоа фабриката за хартија, дали е Атом, дали е Руен, дали се комбинатите, дали се другите фирми кои што беа тука, кои што екзистира, и наследивме многу лоша комунална инфраструктура. Тоа е оно што го почнавме, меѓутоа не се срамувавме да кажеме пред секој наш сограѓанин, пред секоја фамилија, дека ќе направиме, ќе пробаме да направиме една поинака формност према култување на работите кои што ги има. И еве повторно, пред 2 месеци имавме еден писмен отчет, значи отпечатено дело, кое што беше разделено по секој семејство, кое што кажуваше што е направено за 4 години во Кочани и у населените места, и селата. И еве повторно да кажеме дека не се срамуваме да се соочиме со граѓаните за она што предвидуваме во наредниот период од 4 години. Ние така работиме, ние од ВМРО-ДФМН не се срамуваме да излеземе пред луѓето, ние не се срамуваме да им кажеме дали сме направиле или не сме